Почитувани, државата и граѓаните осиромашуваат. Лошите економски политики, покачените даноци, криминалот и корупцијата во власта ја намалија продуктивноста во реалниот сектор. Доприносот кој го има секој работник во реалниот БДП е во пат. Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на вработениве во земјава во првиот квартал од 2019 година во однос на последниот квартал од 2018 година е во пораст, но наместо покачување, во истиот период бележиме пат на реалниот БДП за 211 милиони евра. Ова е показател дека економијата тоне. Доколку земеме во предвид еден друг податок на Државниот завод за статистика, според кој бројот на работниците во индустријата во јули оваа година во однос на јули лани е намален за 2,5%, односно на 100.000 работници во јули лани сега имаме 2500 работници помалку. Од тука се поставува логичното прашање: каде тогаш се новите вработувања? Дали нови вработувања имаме всушност само во јавната администрација? Дали со тоа само дополнително се става товар на буџетот? Почитувани, индустријата е рбетот на економијата. И ако таа тоне, тогаш економијата е во општ колапс. Зоран Заев е виновен за лошите економски резултати. Првин ги покачи даноците, со што директно стимулираше одлив на инвестиции од државата во државите во соседството и даночна евазија. За потоа со криминалот и корупцијата да ги искасапи бизнисите и доведе до питачки стап. Епилогот е видлив. Работници со мали плати, непродуктивни, незадоволни и бизнисмени без развојни можности. Со вакво темпо нема раст, туку стагнација. Потребни се предвремени парламентарни избори. Заев е директно виновен за лошите резултати во економијата. Заев мора да си замине. Благодарам на вниманието.